Како тргнал капитализмот со неговите пазарни нелогичности и правење бизнис од се и се што, може да се очекува проблемот со кучињата скитници да се претвори во доходовна манипулација, па наместо кучињата да ги напаѓаат луѓето да се напаѓачи провокатори, за да ги касне кучи и потоа да заработат солидни пари како оштета. Дека ваквата претпоставка има основа, зборуваат примерите во Скопје, но и во соседните држави каде се прават чуда. Ако пред деценија-две накаснувањето од куче речиси никој не му обрнуваше особено внимание, сега состојбата е поинаква. Дури 50 напади од кучиња скитници пријавиле граѓаните во полицијата оваа зима, стои во дневните билтени на Министерството за внатрешни работи. Забележливо е дека бројот на пријавите се зголемувал во периоди кога медиумите објавиле дека за напад од улично куче следува оштета од локалните власти. Здруженијата, повикувајќи се на искуствата од соседните земји, укажуваат дека е можно да се лажираат напади од улични животни за да се земе оштета, а таа не е мала, се движи од 60 до 180 илјади денари. Меѓутоа, за да се избегнат манипулациите, одштетата треба да се исплатува само ако се најде конкретното животно што го извршило нападот и ако се утврди дека тоа е улично. Ова дотолку повеќе ако се знае дека во Србија во 2012 година била откриена шема во која граѓани се самоповредувале со различни предмети, дури и со сварени вилици од угинати кучиња, за да може да пријават дека биле нападнати од куче скитник и да побараат одштета. За кочански прилики ваквата појава се уште не земала замав, но нема да биде чудно ако се јават поединци и направат бизнис. Дотолку повеќе што ако се знае дека има доволно кучиња скитници.